Да, се враќаме во студиото, како што најавивме на почетокот, наши гости се Воислав Зафировски и Аги Мјонус. Одиме со она што е доста актуелно деновиве, тоа е случајот со вице-премиерот Ангјушев и неговата компанија Фероинвест, која добила тендер во Елем, кој е поврзан со регбитола. Господине Зафировски, ги видовме ставовите на вице-премиерот, на премиерот Заев, на Комисијата за спречување на корупцијата, велат дека нема конфликт на интерес. Во услови кога во Република Македонија граѓаните се поларизирани, на две диаметрално спротивни страни стојат, многу е тешко да се биде непристрасен наблудувач на состојбите и непристрасно да се коментираат работите. Но затоа постои закон, постои правото, па врз основа на правото можат да се донесат и одредени заклучоци. Да, согласно законот, нема судирни интереси во конкретниот случај. Меѓутоа, ако прашањето го погледнеме од етички аспект, во тој случај мислам дека вице-премиерот треба да се определи. Или ќе биде вице-премиер и ќе се бави со политика, или нема да биде собственик на фирмите. Ова зошто го велам? Го велам затоа што многу ни е свеж и примерот со Трансмет. Вице-премиерот Ангјушев излезе на пресконференција и изрази сериозни сомневања околу целокупната тендерска постапка на која тендерот распишан од Елем го доби фирмата Трансмет на Сеат Кочан. Што е спорното? Спорното е во тоа што се излезе веднаш со квалификации дека тука има криминал, дека станува збор за евентуално коруптивен тендер, особено предходните тендери кога неколкукратно цената на чинење на истата таа работа била повисока и ја работел Трансмет, а при тоа се заборава дека тоа прашање воопшто не е етичко прашање, туку е правно прашање. А законот е многу јасен. Сите фирми кои ги исполнуваат пропишаните критериуми и услови можат да учествуваат на јавно распишан тендер и доколку понудат најдобра понуда, да очекуваат и да се надеваат ќе го добијат тендерот. Во конкретниот случај, Трансмет отиде со најниска цена. И веднаш се излегува во јавност со сомнеш, сега што е тоа, предходно биле 144 денари за истата таа работа, сега се 44 денари. Знаете што? Многу ми пречи што позицијата се однесува како опозиција. Наместо, користејќи ги институциите, да покрени постапка, да докажи криминал и одговорните за сторениот криминал да ги стави в затвор, они шират фама за некаква измислена корупција или нерасчистена корупција и врз основа на тоа се создава едно јавно мислење дека овдека нешто мириса. Да, добро, ќе продолжиме за некои сегменти. Вие велите дека се е чисто правно, дека дека се законски. Има некои дилеми околу тоа, ќе продолжиме на тоа поле. Господине Јанус, како вас величи овој случај со вице-премиерот Ангјушев, кој повторно се спомнува во оваа конотација? Ова не е прв пат, имаше и претходно новинарски истражувања за други компании кои се поврзани со него, исто така беше обвинуван за нетранспарентност и еве повторно он е во жижата на јавноста. Видите, овдека има системски еден проблем. Како прво, употребата во дневно-политички цели за се нешто што е од прашање на правен аспект, од аспект на исполнување на одредени правни норми, по систем на права обврски, етика, морал, политика и така натаму, имаме една рошомонијада во која што во овој момент треба да се погледа сема по инаков агол.
Аглот кој што треба и кој што сметам дека треба да се погледа со една специфична диоптрија е а кој тоа до сега, од 91 година, до сега, докажал дека покрај тоа што бил во политика, зборам за тој естаблишмент, исто време не му функционирали фирмите. Денеска премиерот Зоран Заев, колку што видов на телевизија, каже една симпатична страшна изјава која звучеше: ако сум јас премиер, па зарем моите родители не сме да продаваат ајвар. Ала му е многу симпатична една изјава која е елементарна, али суштинска. Имено, на позицијата на која што се наоѓа во овој момент господинот Анѓушев, сметам дека дали е тој по име и презиме, дали ќе биде друг, дали ќе биде трет, тој ресор мора да го води или да го контролира и да го менаџира искусен, паметен, успешен и човек од искуство. Ако земеме така, имаме многу примери во нашето блиско минато, и то токму во врвовите на државниот естаблишмент, во кој што никој не чепкаше за се она што стои зад завесите или зад бизнисите и зад многу нешта. За да не се најде никој навреден, за да не се најде никој погоден за тоа што, впрочем, за да докажеш дека е некој лопов, треба да го докажеш дека е лопов. Ние цело време се бавиме со држте лопова, а никој никаде не докажува некаков криминал. Парадоксот на недокажување на криминали и икс неправилности од таков карактер не доведува да целата материја која се употребува во медиумите е чисто за дневна политика. Ако земеме во предвид, па зарем Берлускони не беше најголемиот дубарџија на светот? Парафраза. Па зарем многумина кои до сега беа во врвот на естаблишментот на Република Македонија, не беа луѓе на кои што бизнисите им цвета? Па зарем СЈО, па зарем многу институции на кои што им е должност, кои се инсталирани, кои што се уствари функционално одредени за тоа, се за џабе? Не. Направи некој нешто, докаже некој нешто, не. И сега сме се чуделе зашто собственик на еден ланец, или да кажеме на еден холдинг, кој што има неколку субпредпријатија или фабрики, би требало, за мене е нонсенс, некој да каже да се откаже од собственост. Жив ти мајка, се вика у народот тоа. Молим те. Тоа е парадокс. Значи, онаа синтагма држте лопова во Македонија функционира фантастично, ама само до едно ниво, што доведува до сериозно прашање. Сериозното прашање се вика една држава чиј систем на извршна власт е зависна, а не независна, која нема филтери во потполност, која има само партиски филтери, која има само филтери до еден определен момент, додека не се побунат мецените, спонзорите, во вид на партии или поединци и така натаму. И тука им е лимитот. Ние ќе се бавиме уште 30 години со овакви или слични прашања. Сосема случајно е господинот Анѓушев тука спомнат. Ова што го кажа еве господинот Јонус е навистина една теза која многу често се користи, а таа е дека па не е господинот Анѓушев прв ваков случај во Он е Македонија. случајно актуелен. Не е прв пат ова нешто да се случува и сега јас го поставам ова како теза, како прашање, зошто тогаш толку еве се дига фама? Мислите ли дека можеби има некаква политичка таргетираност во неговиот случај, бидејќи сепак он беше дел од бизнес заедницата која добро кохабитираше со претходната власт, па неговото назначување беше прилично големо изненадување и се уште остана неодговорено зошто е на таа позиција токму он од сите. Сега мислите ли дека има некакви можеби лични таргетирања кон него? Или дека еве он неправедно од сите други се обвинува за нешто? Не, јас лично сметам дека е таргетиран. Меѓутоа, се согласувам со господинот Јонус. Зашто?
се согласувам во оној дел каде што вели дека ние како систем функционираме веќе долги години така. Меѓутоа еднаш веќе треба да се започне со тоа. И едните и другите, кога се во опозиција, се држат до тоа дека оние претходните биле лошите момци, дека правеле криминал, а никој досега нема одговарано за некаков вид на криминал во оваја сфера, во оваја област. Се поставува прашањето сега, до кога ние вака ќе одиме? До кога? Мислам дека очекувањата на граѓаните од позицијата беа големи. Меѓутоа, со ваквите потези, со ваквите постапки, говорам од етички аспект, тие очекувања всушност паѓаат во вода. Ајде да ве прашам само уште една конкретна работа, конкретно за самата постапка. Денеска исто зборев со некои поранешни антикорупционери, чисто значи за овој случај да се информирам за начинот на постапките, па они ми го спомнаа еве денеска нешто што го искоментирал и премиерот Заев, што му го поставиле како новинарско прашање, а тоа е дали вице-премиерот Ангјушев требало да поднесе пријава до владата и до антикорупцијската комисија дека негова фирма ќе учествува на тендерот и дека тој нема да влијае врз тендерската постапка. Премиерот Заев кажал дека постапката била започната порано пред Ангјушев да стане вице-премиер, затоа не требало тоа да го направи. Што мислите вие, дали сепак кога станал вице-премиер, требал барем да извести комисијата за тоа? Кога стана вице-премиер, мислам дека требало. Пак од етички аспект. Да речеме, иако не е предвидено со закон. Да, не е предвидено со закон, меѓутоа од етички аспект требало да ја информира и владата, требало да информира и Државната комисија за спречување на корупцијата и да се изземе во целокупната таа постапка на носење одлука. Меѓутоа, знаеме колкаво е влијанието на вице-премиерот Ангјушев. И мислам да не се правиме наивни дека тој тендер е случајно добиен. Меѓутоа, пак велам, од правна гледна точка нема никаков. Денеска излегува од компанијата Феро Инвест на пресконференција, тие велат дека имаат сосема различен управен одбор, менеджерски тим, дека вице-премиерот не е вклучен и дури и да побарал од нив да се повлечат од тендерот, дека тоа нема да помогне, дека тие одлучуваат сами. Да. Тој е собственик и јас како собственик, ако побарам, тие што одлучуваат таму, како ќе одлучуваат? Само сакам една работа да напоменам. Имајте предвид дека тендерските постапки ги водат луѓе кои се сертифицирани, кои имаат положено посебен испит за да можат да водат тендерска постапка. Во сите фази на тендерската постапка тие можат да влијаат и да интервенираат. Секогаш кога ќе оценат дека има нешто што е спротивно на законот. И тие мораат да се држат до словото на законот. Во конкретниот случај нема никаква законска пречка. На тендерот да учествува и компанијата чиј собственик е вице-премиерот Ангјушев. Да, имам уште едно прашање, една паралела ќе ве прашам за тоа, вие сакавте нешто, да. Блиц реакција која вели вака. Значи, за да се избегне хипокризија во едно општество во кое бизнис заедницата функционира по системот на доколку работиш по словото на законот, ќе извадиш колку за леби сол, што значи комплетнијата заработка е на ивицата на изигрувањето на законот. И не може никој тоа да ме разубеди дека не е точно. Па значи да се разбереме, се е друго хипокризија. Најголемата хипокризија за која што воопшто се дискутира во јавноста е исправање криви дрини на релацијата триаголник Македонија, политика и етика. Ве молам, етика, политика, Македонија. Тоа по мене еден перпетуум мобиле кој што се додека, а тоа е барем во овој момент science fiction, научна фантастика, не поставиме апсолутно независно судство, апсолутно независни истражни органи, апсолутно
независни, истражни, извршни органи кои ќе дојдат и ќе влезат, ќе речат ти си лопов, поради тоа. Знаете, политиката како таква е борба за власт. Се друго е хипокризија. Барем во една средина, една држава мала како што е Македонија, во која што по некаква математичка прогресија преска разговаравме, дека со секое ново доаѓање на некаков политички нов субјект, по хоризонтала и вертикала, со комплетната своја машинерија, од 2 милиона луѓе, 1.500.000 до 2035 ќе бидат политичари. Знаете зошто? Затоа што народот функционира веќе не од вчера и денеска, уште од сигурно 3-40 години назад по системот снаđi се па живи. Се додека дефиницијата која ќе биде безпредметна во варијации на тема, да се расчисти што е државен интерес, се додека ние државата не почнеме да ја сакаме како светиња која се грижи за нас и ние за неизе, ние ќе функционираме по системот на дебе што има за мене, дај што има за тебе, да живее државата и така натаму. Се останато е лар пур лар. Интелектуализација, која народот, гледајќи ја, смета дека одредени луѓе кои ќе искочат на телевизија и ќе кажат некакви правни дефиниции, дека кажат нешто умно. Елементарно е прашањето. Во Македонија, мој приватен став, не мора да сум во право, значи не тврдам дека сум право, нешто така ми се чини, дека од 10 политичари, 7 се поради интерес. А тие тројца, кои дошле честно, следејќи по Богу и закону што велат кодекс на људскост, честност, исправност, брзо ги снемало од политиката. Биле некомерционални. А држава во која што водилја е да бидеш комерцијален, државата има озбилен проблем. Сакам да ја прашам, еве, ќе одиме уште по едно прашање поврзано директно со овој случај, бидејќи навистина не сакам целата емисија да ја посветиме за ова, бидејќи нема потреба, но сосема случајна цела. Да, но сакам уште по едно блиц прашање. Како што кажав, никогаш не го дознавме вистинскиот мотив зошто вице-премиерот е таму, како што кажав, поради претходните конекции, поради историјата, не го знаеме, но еве сакам да ве прашам вас како аналитичар. Не, прашите ме како човек од народот, Vox Populi. Да, сакам да ве прашам, мислите ли дека поради сите овие терети, багажи, па и афери кои господиот Ангјушев веќе ги влезот во владата, првата му беше со компанијата која е поврзана со друга компанија регистрирана на Белизе, беше направено едно новинарско истражување на БИР, на Призма, која па таа компанија ја поврзува со еден друг функционер. Не е битно, сега не сакам тоа, сакам само ја илустрирам како афера. Прашањето е, мислите ли дека сите овие афери некако почнуваат да тежат на политичкиот багаж и на неговото учество во владата на премиерот Заев? Во предвечерие сме на уште едни локални избори кои ќе бидат од суштински карактер. Јас на една дебатна емисија скоро беше, пред некој ден кажав, сега се бие битката за Македонија од основ на локалната власт, инсталацијата на извршните тела за бизнисите кои се решаваат горе. Што ви кажува тоа? Тоа само ви кажува дека сега ќе биде најцрната можна кампања во историјата на современа Република Македонија. Зошто? Едните држат до најситните пори инсталација, вторите до даска сака да го деинсталираат тоа, сметајќи дека деинсталацијата ќе донесе поквалитетни промени, меѓутоа тоа е само адхок решение, без се уште конкретни најави за некакви чекори. И држте лопова, повторно се враќам на банална. Држте лопова затоа што тоа е единствената кампања. Која е следната кампања? На теренот во овој момент никој ништо ново не може да понуди и да сака. Без буџет, со блокирани сметки, со општински проблеми кои се влечат и покрај тоа што 11 години се сечат црвени ленти, има од пред 20 години уште проблеми нерешени. Се тоа хипокризија. Да ви кажам уште нешто, затоа ви реков дали ме прашувате како аналитичар или како човек од народ, Vox Populi. Седно, да. Vox Populi вели вака. Да не симплифицирам и вулгаризирам работата, јас се извинувам длабоко, меѓутоа држава води сит, најаден, нашетан, прочитан и човек
кој што е задоволен, а не фукара. Се додека ние немаме критериуми, дека на местата каде што треба да се водат суштински бизнис рамки, поле на действување, политички, од суштински карактер, луѓе со искуство, кои се нашетале, најале, напиле, фигуративно зборам. Се додека ние немаме луѓе кои државата ја водат, меѓутоа зад себе носат товар на дебело искуство на комуникација од висок ранг, а не која мајка дете изгубила у политика ќе го најде. Држава не бидува. Ни држава бидува, ни систем бидува. Не можеш ти да имаш судија кого можеш за 3 пива у кафана да го купиш. Крај. Се лажам или не? Сосема сте во право и само уште една мала дополна, а тоа е дека, за жал, во Република Македонија, со години наназад, на Само да се исправам, ја не реков дека знам судија кој може да го Не, купи со не, 3. во ред. Фигуративно збориме. Во Република Македонија се носат на позиции луѓе кои сметаат дека позицијата ќе им даде памет, ќе им даде знаење, ќе им даде компетенции, ќе ги научи на одредени вештини. А не обратно, дека тие со своето знаење, со своето искуство, со своите компетенции ќе унапредат работата во тие институции. Тоа ми е зборот. Тоа го говориме. Само уште еден додаток. Јас се извинувам, немам намера да го спуштам нивото на дискусија. Меѓутоа, само повторно ќе кажам, една фигуративна, една опаска, апропо Vox Populi. Ние имаме една маса политичари на ликови кои 27 години пред нас на телевизија се појавуваат во машна, во ташна, во некакви стручни анализи, луѓе кои што немаат прочитано ни 4 реда од некоја книга. Ве молам, ова не е бладање, ова се факти. Ние имаме политичари, имаме јавни личности кои не знаат англиски, не знае имейл како да пушти. Па тогаш во тој случај подобро Кочан Ѓушев да ми биде, отколку да ми биде некој што треба да ме праша како се вика добар ден на англиски. Извините, не ти е место тука, иди у ходник. Немај. После, ја живееме она проклетата народска, само да не останам должен сам кон себе си, апропо Vox Populi, гласот на народот. Ја милувам често пати да цитирам некои народни мудроштиња. Некој ми го забележува тоа, ама баш ме брига. Вика вака, не дај Боже на фукара очи да му отвориш. А ние на многу фукари му отворивме очи. Тешко оваа држава така. Да. Ова, мислам, баш онака фигуративно, фино, народски, да. Ако не сум го право, моля лепо. Сакав да ве прашам, уште најдов еден случај, кој можеби не е ист, но влече некои паралели. Значи, тоа е еден случај од 2015 година со тогашниот министар без ресор Веле Самак, поврзан со работата на антикорупцијската комисија, значи каде што добила тендер компанија во која била вработена сопругата на Веле Самак. И тогашната антикорупцијска во овој случај препознала судир на интереси. На Веле Самак му биле доделени 15 дена да ја поправи грешката и му била упатена опомена. Значи, случајот во овој случај господинот Ангјушев не е вработена сопругата, тој е собственик на компанијата, што ми се чини дека е повисок ранг, ако сега правиме некоја паралела. А сега антикорупцијска тука не препознава ништо. Не може да препознае затоа што законот е таков. Децидење. А зошто во овој случај тогаш упатиле му... Затоа што му е таа сопруга на... Аха, таков е законот, значи. Таков е закон. На тоа сика, јер е тако требало бити, друже судија. Да. Имаме различна регулатива. Имаме регулатива која не соодветствува на потребите на времето. Дефинитивно законот за заштита од корупција и судирни интереси требаше да биде променет одамна, многу одамна. Ние во 2011 година поведовме една иницијатива за измена и дополнување на овој закон, меѓутоа иницијативата остана само на иницијатива, бидејќи тогаш нема слух ниту во владата, ниту во собранието за нешто такво. Добро, одиме сега на
оние системски проблеми, еден од нив се разбира кога зборуваме за корупција, веднаш, значи, тука се наметнува Комисијата за спречување на корупција, чиј директор бевте и вие. Сакам веднаш да ве прашам, секоја владеачка гарнитура и секоја промена на власта, секогаш кога тоа се случува, секогаш имаме еден ист феномен или иста појава, каде што опозицијата ја обвинува Комисијата дека е приврзок на власта, дека не прави ништо освен што ги исполнува низините желби. Исто беше и во ваше време, и вие бевте обвинуван за тоа. Бевте обвинуван дека покренувате постапки тогаш против СДСМ, најавувавте кривични пријави, не се сеќам дали ги поднесовте. Од друга страна не постапувавте по пријавите кои беа за ВМРО ДПМН, да речеме тогаш како за потрошените пари за кампањата. Имаше и други случаи. Значи, цело време го имаме тој шаблон кој се повторува и на крај го имаме оној најжесток лански заклучок на Европската комисија дека Македонија е заробена држава кога се зборува за корупција. Токму така. Сега морам да се вратам еден период наназад. 2011 кога јас станав председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Јас, ако не се лажам, функцијата ја добивме на 6 април, а наскоро потоа, ни 10 дена не поминаа, беа распишани избори, парламентарни избори во државата. Сето тоа се совпадна со периодот кога Државната комисија за спречување на корупцијата мораше да ја донеси долгорочната програма за спречување на корупцијата и спречување на судирни интереси. Значи, ние паралелно работевме и на следење на изборите и на креирањето на таа програма. Што се случи? Се случи да излеземе и редовно да ја информираме јавноста за се она што беше актуелно во тој период. А е од наша надлежност. Работевме транспарентно. Многу добро се сеќавам на извештајниот период, излеговме со податок дека имаме одржано 11 наменски пресконференции кои точно се однесуваа на работите од нашата надлежност, при што информиравме за нашите констатации и за поднесените кривични пријави и иницијативи од наша страна кон разни субјекти. Да, поднесовме кривична пријава тогашниот раководител на изборниот штаб, Андреј Петров, затоа што го повлече конечниот извештај за финансиското работење за време на изборите и после 10 дена поднесе нов извештај кој се разликуваше од тој претходниот за 20 милиони денари. Истото го направија и две А1 телевизија и уште една прескуќа. Не е битно. Да, ние излеговме со податок дека ВМРО ДПМН има потрошено 3 милиона евра и долгува на Сител за спроведената кампања согласно пријавените цени, согласно се она што беше регулатива во тој период, но не можеме да поднесеме кривична пријава затоа што кривично дело е само ако е пропишано со закон. Во конкретниот случај станува збор за облигаторен однос, договорен однос. Паралела ќе направам, СДСМ имаше земено кредит, а се вели во законот, во изборниот законник, се вели дека за изборите се отвара сметка која се полни во предизборието и се затвара месец дена после завршената кампања. Од која сметка се враќа кредитот? Значи, по таа иста логика. И овие 3 милиона ВМРО ДПМН има законска обврска во рок од 3 години да ги врати. Да им ги плати на Сител. Доколку
не го стори тоа, тогаш се поднесува кривична пријава. Да. А подоцна во едниот... Ќе дозволите сега, само уште една работа. Тоа е значи околу Да. изборниот процес. Делот на програмата. Ние кога ја донесовме програмата за спречување на корупција и спречување на судирни интереси, многу добро се сеќавам, во владата имавме состанок, беше дојден некој господин од Брисел и ја прокоментира нашата програма. Вели, ваква програма јас немам прочитано до сега, извонредна е програмата, меѓутоа, дали имате капацитет таа програма да ја спроведите? Да, тоа е една од... Значи, тоа е клучното Тоа прашање. е клучното, една од главните Одговорот дилеми, беше, ние ја креиравме оваа програма за тоа што знаеме каде сакаме да стигнеме. А тоа што го креираме како процес не зависи само од нас. И го правиме не заради нас, туку заради генерациите што доаѓаат после нас. И во таа смисла, господинот се насмеа и рече ви посакувам многу среќа, меѓутоа повеќе од очигледно е дека во Република Македонија пред се нема политичка волја за борба против корупцијата, а Државната комисија за спречување на корупцијата нема оперативни капацитети да ги истражува сите сомнителни случаи. Туку секаде онаму каде што има основано сомнение или некакво сомнение дека е сторен криминал, коруптивен криминал, има право и обврска да поднеси кривична пријава. Со кои капацитети да ги истражува тие случаи? Ние не сме истражен орган. Мислам, Државната комисија не е истражен орган. Мора да се подпри на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи е дел од извршната власт. Раководено од луѓе кои припаѓаат на позицијата. Сакам да ве прашам, тука отворите вие неколку дилеми, сега ова што го кажавте, ќе ве подпрашам за тоа, но сакам пред тоа уште една од аспект на тоа, на позицијата која вршевте. Во едно интервју кажавте дека вие сте изменети поради кривичните пријави, одредени кривични пријави кои подоцна сте ги поднеле. Кажете ми, еве... Не сме ги поднеле подоцна, ние сме ги поднеле на време. Мислам, кога сте... Мене ми беше преречено зошто не сум се консултирал со одредени политички фаци, зошто не сум ги прашал за моментот кога да се поднесат тие кривични пријави. Мојот одговор беше многу јасен. Јас сум цел живот полицаец и ако нешто сум научил, тоа е дека е вистинското време за поднесување на кривична пријава е она време кога ќе го фатите сторителот на дело. Токму тоа со симнати панталони. Крајна приказна. Сакам да ја прашам токму тоа, ова што ми го кажавте сега. Да. Значи, како е да се биде председател на антикорупцијска, тогаш ви се јавува од тогашната извршна власт, бара од вас конкретно нешто да направите, да извршите, да смените? Во неколку случаи се беа јавиле, меѓутоа ги игнорирав и не ги чувствував, не ги доживував како притисок. Затоа што, веруете, самостојно работевме како комисија. Но, го чувствував тој притисок при гласањето, при носењето на одлуките. Значи, чиста позиција имате... Да, во самата комисија. Имате чиста позиција, каде што повеќе од очигледно е дека има сомнежи за криминал и кога ќе треба да се гласа, имате спротивставени мислења. И не можете да изгласате дека треба против конкретно лице да поднесете кривична пријава. Мојот впечаток е дека тие што гласа против се лица кои подлегнале на политички притисок. Имаше така. Сакам да ве прашам за ова што го спомна господинот Зафировски, за предлог законот кој го подготвувале за регулативите, за сите тие мерки за борба против корупцијата најчесто доаѓаат од Европската Унија, од нивните барања за реформи, заложби, пренесување на нивни закони, регулативи тука, но
Многу пати до сега е констатирано. Закони имаме, регулативи имаме. Многу често не се лоши, но За кого се да прашам? кога не се имплементираат, што тоа? Ако веќе ги спремате за генерации, за кои генерации кои ги избркавме од државата? Луѓе, многу по-сериозна е ситуацијата отколку што ние дискутираме овдека. Ние имаме сериозен проблем. Сериозниот проблем се вика следно. Имаме 3 нивоа. Првото ниво е се уште недодефинирана државна внатрешна структура. Тоа е првото и највисокото ниво. Се уште се бавиме со тоа кој колку право има, каде му е местото во државата, кој што треба да работи во држава и чија е државата. Значи сега повторно да не го банализирам, меѓутоа ако сакате да направите квалитетна анализа, тргнете од големите слики и спуштајте се кон малите слики. Ние ова што го разговараме овдека без намера да го омаловажувам овој баш убав амбиент во кој што дискутираме. Значи не тука, воопшто, не бркаме кокошки, доека уште не знаеме каде е волкот. Тоа е првото ниво. Се уште недефинирани нешта во државата структурелно, кои консеквентно на второто ниво велат, окей, како тогаш институциите кои што ќе ги инсталираме, ќе бидат квалитетни, затоа што они ќе бидат столб. Столб на општеството, носител на општеството, во кој што граѓанинот, слугата Јернеј и неговото право сте го читале како деца во школа. Значи, каде Јернеј да оди за да се пожали? Кај кадијата? Кој што е бетер од она турсконо? Вели, турците барале постап. Патарина, мостарина барале, не знам што барале, се сме бетер. На секој 200 метри имаш патарина. Не се, да не бегаме од темата. Значи, тоа е втората, институционалноста во својот квалитетен, независен, стручен и квалитетно екзекутивен дел, кој што е уствари носителот на довербата на поединецот кон државата. И третото ниво е менталитетот кој ни е проклет. А тоа значи недисциплинираност во делот на собствената обврска да ги почитуваш уставот и законите. Зошто квалитетните држави функционираат? Тој вели вака, овој закон ќе го почитуваш или нема да го почитуваш. Ние, како што реков на почетокот, функционираме веќе години и години наназад по системот Снаđi се па живи. Тој чип кој е внесен, тој не го носиш во генот, тој те учи некој. А како ќе те учи некој? Не имавме, значи, и се уште имаме. Секој втор, да не речам 9 од 10 луѓе, сонуваат како да направат пари. Вулгаризирам, да направат пари. Тоа значи изигрување на законот во нормални рамки, во време на апсолутно неможност да станеш човек кој што ќе биде профитабилен во својата професија, зашто немаш работа, нема место за тебе, партиски си ограничен си со можности дури да се вработиш, добиеш 200-300 евра, ти служат од први до пети, и добиваш очај. Очајот што вели? Биолошки рефлекс на обстанок. Развлекувањето, расслојувањето, убиството на средната класа е пресудно. Создадовме елита или создадовме богати луѓе. Елита е многу далеку од ова. Немаме псеудо елита, па нека се луѓе кои сака. Многу е сериозен збор елита. Верно, се согласувате. Немаме апсолутно псеудо елита. Ние имаме само богати луѓе. Има разлика помеѓу богати луѓе и елита. И не се. И значи и создадовме една маса на очајни луѓе, од кои еден дел бега и сонува да побегне, и се уште ги пакува коферите, затоа што гледа неперспективност. Дај Боже, јас му верувам на Зоран Заев. Му верувам на овој структурален дел кој што ветува дека нештата ќе се сменат. Затоа треба време. Не можеме ние никога да обвинуваме во рокот месец дена, 2 дена, 3 дена да кажеме слаб си или ваков си, таков си. Не, луѓето заслужуваат шанса и поддршка. Сега, не се да не навлегуваме у тоа. И тој трет дел на проклет менталитет кој што ни е всаден веќе
неодалечу од првата фаза, не си ја сакаме државата. Тежок збор е ова, али ова е единствениот реален збор. Луѓе што си ја сакаат државата, ја поддржуваат за да таа биде стабилна. Стабилноста е права пропорција. Ве молам, што е држава? Држава е народот. Ако народот не работи на изградба на собствената држава онаква какво што треба, се разбира како се прави држава. Со почит кон институции, со правилна пропорција на права и обврски граѓанин, институција, држава и тој затворен круг, ние ќе вежбаме уште долго. Преска вие му рековте на господинот на што бевте заробеници. Па дајте, приказна за мали деца е дека било кој орган на оваа држава нема влијание од било која страна. Јер, бидете искрени вие, во делот кога се организираше таа комисија, ако партиите немале учество во изборот на луѓето и на структурата внатре, јас нема да ви верувам. Значи, се е политика. Што е политика? Политиката е борба за власт. Власта сама по себе, под дефолт, подразбира контрола, што значи и моќ, а моќта на народ кој што се уште има млада демократија е многу опасна работа. Да. И ние консеквенците од таа опасна работа што туку ги дискутираме. Да, и само да ве надополнам. Да. Се додека Брисел и Вашингтон од нашите политичари бараат измени на закони, бараат да носиме вакви, онакви промени, а не чувствуваме ние потреба за да промениме нешто, ние не можеме да се мрдниме. Секоја Од чест. оваа точка. Токму тоа ми е поентата, тоа е тоа Тоа е трето првата. ниво, Да. на кое што, како заробеници на собствениот менталитет и незрелост од 27 години да изградиме Токму демократија, така. тоа е тоа. И да довршам. Она што велиме, земаме модели од Германија, земаме модели од Белгија, земаме модели од Хрватска, земаме модели од Словенија, тоа е исто како да одите кај часовничар, да однесите 4 часовника. Rolex, не знам, ваков, онаков и да речете, ајде од овие 4 часовници направете еден кој ќе биде поквалитетен од сите 4 заедно. Па не може тоа така. И од Тунгузија да ги земеме копи-пейст, да ги направиме џабе. Џабе. Со овој ментален склоп е се џабе. Тоа е. Добро, мораме да направиме уште една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото за брзо. Останете со нас.